Halo ili dobar den i dobro doјдовте на Учиме германски со Левел или германски јазик за почетници. Денешната лекција посветуваме на храна, поточно на зеленчуци. Се разбери, менките ќе мораме да ги учиме со членовите, со определениот член der, die или das. Der беше за машки род, die беше за женски род, а das за среден род. Зеленчук на германски е das Gemüse. Учиме германски со Левел. Започнуваме со зеленчуците. Die Tomate, домат. Die Tomate. Во множина, die Tomaten. Der Paprika. Die Paprikas во множина. Die Zwiebel, кромит. Die Zwiebel. Во множина, die Zwiebeln. Лук, der Knoblauch. Нема множинска форма. Der Knoblauch. Der Lauch. Прас. Der Lauch. Во множина, die Lauche. Die Gurke. Краставица. Die Gurke. Во множина, die Gurken. Die Karote, морков, die Karote. Во множина, die Karoten, моркови. Се разбира, имаме уште еден збор за морков, што ќе го спомнеме. Тоа е die Möhre, морков, во еднина, и die Möhren, моркови во множина. Морам да напоменам дека како и во македонскиот јазик, така и во германскиот јазик, бидејќи знаете и самите дека поголема држава, поголема земја, имаме различни зборови за еден исти зеленчук и кај нас во Македонија. Се случува, нели, например, за домати имаме исто така патлиџан или френки, за пиперки имаме чушки во различни делови, така да исто и во германскиот јазик, да не се чудите, не сте погрешно научиле, и германците користат различни зборови за одредена работа. Понатаму продолжуваме со der Salat. Исто така, тоа е марула или салата, и ние ја викаме и тука во Македонија зелена салата. Може да биде, значи, на германски Grünsalat или Gartensalat. Значи, der Salat, салата. Во множина, die Salate. Die Kartoffeln, die Kartoffel, компир. Во множина ќе биде die Kartoffeln. Граф на германски е die Bohne. Во множина, die Bohnen. Повторувам уште еднаш, die Bohne, die Bohnen. Учиме германски со Левел. Die Erbse, грашок. Die Erbse. Множина, die Erbsen. Ченка, може да биде исто така corn, меѓутоа денеска ќе го научиме зборот der Mais, пченка. Нема множинска форма. Исто така и за зелка имаме два збора. Најмногу користат der Kohl или das Kraut. И тоа е зелка, меѓутоа денеска мислам дека поубаво ќе биде да го спомнеме der Kohl и die Kohle, бидејќи понатаму се поврзани со неколку останати зеленчука. Значи der Kohl, зелка, die Kohle во множина, зелки. Продолжуваме понатаму. Тука го сретнуваме и Rotkohl. Тоа значи црвена зелка. Еве тука можеме да го спомнеме и зборот rot, што значи црвена боја. Пред малку спомнав за Grünsalat. Grün значи зелена боја. Продолжуваме понатаму со зеленчуците. Стигнавме до der Blumenkohl, карфиол. Der Blumenkohl. Во множина die Blumenkohle. Продолжуваме понатаму. Die rote Beete, цвекло. Die rote Beete. Во множина, die rote Beeten. Следниот зеленчук е der Spinat, спанаќ. Der Spinat. Die Zucchini, тиквичка. Die Zucchini. Die Aubergine, модер патлиџан. Die Aubergine. Во множина, die Auberginen, маслинки се die Olive. Die Olive. Во множина die Oliven.
Печурки, der Pilz. Во множина, die Pilze. И во последно време еден од најмногу користените зеленчуци, der Ingwer. Јумбир, der Ingwer. Во множина имаме die Ingwer. Die Ingwer. Der Brokkoli, брокола. Die Brokkolis. Der Kürbis, тиква. Die Kürbisse, во множина тикви. Тоа беа зеленчуците или дел од зеленчуците кои што ги подготвивме за денеска. Доколку ви беше корисна оваа лекција, запратете на нашиот YouTube канал Level Center и очекувајте наредна лекција Учиме германски со Level. Чус!